Добро вечер. Вонредна политичка анализа на емисијата во Центар 1 Турбо ден, вторник, прв ден, значи прв работен ден оваа недела. Допред 1 или 2 часа снимавме интервју со Денко Малевски. Значи Денко Малевски имаме 2 или 3 интервјуа снимено. Едното беше досие правен факултет, па имавме 1 или 2 интервјуа. Едното го снимавме во Струга и тоа бе составен дел на оној документарен серијал како се раѓаше македонската држава. Таму бе кажани многу работи, меѓутоа ова е прво во наводници целовечерно интервју на Денко Малевски, трае некаде околу 3 часа и 3-4 минути. Има делови каде што се ексклузивно кажани работи. Така што ако сакате тој тип на интервјуа, ем тврди интервјуа, ем раскажувачки интервјуа, ем одредени информативни интервјуа кај што некои работи ексклузивно се кажуваат, и ако може да издржите 3 сати со Денко Малевски или интервју без разлика со кого почнуваме во 22 часот, во недела завршуваме во 1 часот после полнок во понеделник, тоа треба да се издржи, значи едно џамбо интервју. Неколку теми отвараме. Едно од тие теми е и војната во Украина, односно руската агресија во Украина. Има малце поразлични ставови, малце поразлични погледи во однос на некое вообичаено мислење во делот на левицата, во делот на либералниот свет или во делот на анти-Трамп политичките структури или opinion makeri во Македонија и во светот, така што ќе биде тоа интересно да се погледи, бидејќи после војната во Украина, без разлика како ќе биде решена, таа веќе влегува во некој 4-та година од незиното траење, светот, а посебно Република Македонија и тука Балканскиот полуостров влегуваат во една фаза кога ние сме оставени сами во матицата. Никогаш повеќе во овие 33, 34, 35 години ние не сме били оставени да водиме самостојна политика. Нема амбасадори или амбасадорите во наводници се на некој начин подмитени или купени, или се исплашени, или нема добиено инструкции, Европа е обседната сама со себе, американска дипломатија не постои, нема кој да изврши притисок врз Република Македонија. Нема кој да изврши притисок врз власта е оставена самата да плива. Знаете, кога вие сте мала држава и кога ќе ви остават самите да пливате, тогаш веројатно ги правите најголемите грешки. Во ваква констелација на односи, кога американците не ве притискаат за уставни измени, кога не ве притискаат за француски предлог, како што ве притискале за преспански договор и влез на Македонија во НАТО, бидејќи тогаш основата за ставање на американската црна листа беа рамковен, беа преспански договор, беа клучните договори по кои или преку кои се дефинираше еднината на Република Македонија, сега тоа не постои. Во такви услови, кога ние сме оставени самите на себе, кога никој не врши притисок и кога капацитетот на отварање на теми внатре во општеството е така минорен, така мал и така некапацитетен, тоа знаете, доаѓате во една ситуација да вие немате енергија да ги туркате процесите. Нема дебата или има дебата за погрешни процеси, за погрешни теми, теми кои се како бура во чаша вода, меѓутоа не ја менуваат државата, не го менуваат општеството, власта која има апсолутна власт во Република Македонија, опозицијата која има апсолутна неинвентивност во Република Македонија, албански фактор кој е порализиран, кој е рассепкан и така натаму, Грција која остварила своја стратешка политика во однос на Република Македонија, србите кои имаат внатрешни проблеми и не знаат како да ги изреализираат тие внатрешни проблеми. Имате едно интервју на Стео Пендаровски кај што вели Белград не е заинтересиран за реализација на политика на српски свет кон Република Македонија, што е апсолутно погрешно, меѓутоа Стео Пендаровски е промовиран како политичар кој драматично погрешно ги кажува своите тези. Дури мислам дека некој што ужива и драматично погрешно ги кажува тезите само да биде различен од некоја колотечина во Република Македонија. Бугарија, гледате, таму има што велат италијаните силенцио штампа, значи молчење на печатот, молчење на opinion makerите, без малку никој од релевантните играчи не се произнесува во однос на Република Македонија. Има некоја информација или полуинформација дека Румен Радев во наводници им има наредено или им има сугерирано на клучните политички субјекти во Република Бугарија ништо да не говорат и да не го третираат ниту подразно македонското прашање, тамо никој не го третира македонското прашање. Јас постојано си го тестирам Красимир Каракачанов со одредени пораки, SMS пораки, кога ќе сними интервју, нема никаков одговор. Внимавајте, човек кој беше животно заинтересиран да се појави во македонските медиуми. Да се појави во македонските медиуми, без разлика дали ќе биде газен помалку или повеќе, за да може да прави одредена политика во Бугарија, сега не одговара на никакви SMS пораки, што рече дека постои одредена бугарска стратегија да не се отвара македонското прашање во Бугарија. И имате Македонија која не зна каде да. Знаете, и во таква ситуација кога
Србите има толку инвестирано Бугарија да истиснат од Македонија, бугарите толку инсистират Србија да истиснат од Македонија, влегува Грција во целата работа и тие тешко ќе дозволат некакви зони поделби на влијание помеѓу Бугарија и Албанија во Република Македонија. Сума сумарум. Македонија, тој ќе го третираме во дел на интервјуто со Денко Малевски, меѓутоа имам потреба тоа да го објаснам, да го кажам за да биде некој добро увертира за тој интервју со Денко Малевски. Сума сумарум, ми се чини дека сме во најкритичната фаза на нашиот развој. Станавме членки на НАТО алијансата. НАТО алијансата без американците е полу НАТО алијанса. Европската унија, гледате сега и Орбан излегува со такви изјава. Полски функционери излегуваат со такви изјава. Полуизјави. Никола Груевски пише во еден джамбо статус на Фейсбук дека ќе има војна помеѓу Европа и помеѓу Руската Федерација. Орбан се заканува со одредени или ги плаши маđарите со одредена војна, дава одредени интервјуа на одредени медиуми во Унгарија и доаѓаме во точка каде што Европа, поради која се воделе две светски војни, првата и втората светска војна, американците влегуваат во првата светска војна дури 1917 година, во втората светска војна влегуваат дури 2 години, неколку месеци после официјалниот почеток на втората светска војна, а тој 1 септември 1939 година, те влегуваат дури крајот на 1941 година. И ако сега полу трета светска војна се води во Унгарија, кај што се вклучени дел на овие западни силни држави, Франција, Германија, на индиректен начин Велика Британија, на другата страна Кина, Индија, можеби Северна Кореја, Иран и така натаму и така натаму. Значи повторно се води на некоја европска територија, некоја полу трета светска војна и таа ќе заврши со некој мировен договор. Македонија прв пат во својата историја ми се чини не дека е на погрешна или на вистинска страна, туку не е на никаква страна. Ние немаме страна дефинирано, не немаме концепт, немаме капацитет дефинирано. До пред 10 месеци Мицкоски ве убедуваше дека е политички интимус со Доналд Трамп, дека нема политичар на Балканот и во Источна Европа кој има подобри релации со администрацијата на Доналд Трамп. Подеше тамо од некоја галерија, следеше конвенцијата, односно номинацијата, односно инаугурацијата на Доналд Трамп и гледате одеднаш што секна како дош во пустина, нема со месеци никаква полна информација до каде се македонско-американските односи. Вучич ги лажеше србите дека со Гренел има направено договор со зетот на Трамп, не знам, со синот на Трамп и така натаму и така. И го пуштат низ вода со низ и со сите тие проекти, што ќе рече дека американската политика полека заминува Балканскиот полуостров и така девастиран Балканскиот полуостров, некои држави си ги реализирале своите стратегии, некои не ги реализирале, а некои ниту размислуваат, ниту пак знаат, ние сме во таа трета група. Уште минутка, ќе кажам за Србија, тоа не го кажав минатата во наредна политичка анализа, многу е битна бидејќи таа Алта банка е присутна тука во Република Македонија. Ја купи Стопанска банка Битола. Гледате, две структури, една домашна комерцијална банка без заинтересирани за купување на Стопанска банка Битола и втората Алта банка или банка под контрола на Александар Вучич. Менувачни се од Крагуевац, преку ног станува одредена банка, ја купува Јубмес банка, која беше голема банка за одредени кредити за меѓународна соработка и така натаму. И сите дознаки, сите сметки на електростопанство на Србија се префрлени во таа Алте банка. И преку ног таа банка станува едно од 4-5 најмокни банки во Србија. Српскиот пазар станува премал за нив и се преселот на територија на Република Македонија. Купува Стопанска банка Битола. Видите, Стопанска банка Битола, иако имаше 2 или 3 акционери кои беа ставени на американската црна листа и беше под мониторинг на Народната банка, тој овозможи на Стопанска банка Битола да има добри пласмани, да има добра ликвидност како банка. Значи таа можеби да е во наводници проблематична банка поради акционерското портфолио, акционерската структура, меѓутоа во однос на пласманите, во однос на ликвидноста, во однос на банкарското работење, би беше под еден перманентен мониторинг на Народната банка, е едно од 4-5 во наводници најстабилни банки во Република Македонија. И сега се продава на Алте банка, односно банката под контрола на Александар Вучич. Така што тезата на Стео Пендаровски, Александар Вучич не е заинтересиран за Република Македонија. Па гледате, влегува Телекомот, влегува овој спортски канал, Алиена Спорт и така натаму, влегува едно од неговите главни банки. Ако тоа не е заинтересираност, тога што е заинтересираност на Србија во Република Македонија? Внимавајте, имате унгарски кредит, 1 милиарда евра, половина реализиран, половина оставен да биде реализиран во некои подобри времења. Тие пари се потрошени или за покривање на буџетски дефицит, или за локални избори во Република Македонија, че половина милиарда евра спискани во изминатите 6 до 9 месеци,
И покрај тоа повторно нема пари во Република Македонија. И ниту еден друг проект на Виктор Орбан, освен ако не биде реализирана некаква железница која оди од Грција па до Будимпешта, дали со британски или со небритански кредит, ќе видиме како тоа ќе биде реализирано. Значи тоа е некој проект кој би бил инфраструктурно битен за Виктор Орбан, ништо друго не е реализирано, ниту некоја нафтена компанија, ниту некаква банка, ниту некаков крупен бизнис на Унгарија тука во Република Македонија. Меѓутоа ова влегување на Алта банка не може да се дефинира поинаку освен како директен договор на Александар Вучич и владата на Христо Мицкоски. Договорено и веднаш реализирано. Во Србија ќе се случуваат драматични процеси, тоа не значи утре дека ќе се случи, дека ќе станете саба или утре и кога го пиете првото кафе ќе се случат драматични процеси во Србија. Меѓутоа има екзекуција на лидери, на водачи на навивачки групи. Дури едно име со потекло од Република Македонија, кое се имаше разнесено со некаква бомба во Белград, нели да не спомнам имиње, стана збор за младо или малолетно лице, во некои текстовите новија водички портали под контрола на Александар Вучич, дали е тоа Курир, дали е Телеграф или така натаму, во некоја мала фуснота се спомна неговото име. Значи, двајца водачи на навивачки групи се екзекутирани или сериозно ранети. Тоа се навивачки групи на фудбалскиот клуб Партизан, има и навивачки групи на фудбалскиот клуб Црвена звезда, или добиваат одредени пари, или добиваат одредени тендери, но почнува процес на елиминација на водачите на навијачките групи. И под број 2, има одредени промени на битни играчи кои му се лојнал Александар Вучич во структурите на БИЕЛ и безбедносно информативната агенција. И тоа што постојано ви го кажам, за да се случи во наводници преврат или промена на политичката сцена, тајни служби и навивачки групи. Тоа се 2 од 3 или 4 елементи кои се неопходни за да се случи промена во било која држава. Дали е Македонија, дали е Бугарија, дали е соседна Република Србија. Тие процеси се почнати во Република Србија. Плюс отворен процес од тоа нивно обвинителство за борба против организиран криминал, каде што Селаковиќ, министерот, кој беше еден од клучните играчи, тој беше генерален секретар во кабинетот на Александар Вучич, многумина го смета негов наследник на чело на партијата и на чело на владата, нешто промаши или нешто не одигра како што треба изминатите 4 или 5 години, играч на Српската православна црква, и тоа секогаш треба дали да го имате на знаење дека преку Српската православна црква, преку Бугарската православна црква, преку линкови, преку испостави во Македонската православна црква, секога се реализира руската стратегија на Балканскиот полуостров. Може би да имат влијание тајни служби, може би да имат влијание разузнавачки структури, може да имат влијание одредени политички бизнес, олигархиски структури, меѓутоа главната тупаница на реализација на руската политика на Балканскиот полуостров биле секогаш црквите. Селаковиќ е играч на Српската православна црква. И кога тие процеси ќе ги ставите на маса, тогаш вие сваќате дека тамо нешто ферментира. А кога тамо нешто ферментира, тогаш тоа ферментирање ќе почне да се прелева и на територија на Република Македонија. Ние сега сме во некоја лимбо ситуација, во некоја лимбо положба. Чекаме избори на Виктор Орбан, ќе видиме што ќе се случи тамо. Вучич, како што ви најавив пред една емисија, најави избори или пролета, или крајот на годината 2026 година. Бугарија се треси, протести на софиските улици, секогаш има протести, инстант процеси или протести на софиските улици кога се загрозени руските енергетски, нафтени и други олигархиски интереси во Република Бугарија. Се треси околу Република Македонија. Еди Рама прави се да влезе во Европска унија, само ние мирно спиеме како сме некоја плажа со одредени коктели и мислиме дека мува не лазе. Тоа е реалноста во Македонија. По неделата, со саботата за викендот, имаше конгрес на ВМРО-ДПМН Ковадарци. Реизбран е Христијан Мицкоски. Нови 4 години со претходните 8 години, вкупно 12 години, 3 мандати. Така е статутарната определба, може да биде некој на чело на ВМРО-ДПМН. 12 години, дали половина од тие години ќе ги потроши како лидер на опозицијата, половина ќе ги потроши како премиер, дали ќе ги потроши поголем дел како опозиција, поголем дел како власт, тотално небитно, мандатот е ограничен на 12 години. И вие го имате синдромот на автомобил кој го напушта автосалонот. Во моментот кога Мицкоски е избран трет мандат да биде лидер на ВМРО-ДПМН, почнува да се намалува неговата цена, да се намалува неговата употребна вредност, бидејќи ако вие купите некој автомобил за 20-30 илјади евра, во моментот кога ќе излезете од салонот, значи нема да поминете ни 100 ни 200 метри, цената почнува да се намалува. Дали за 10, дали за 20%.
Нешто слично се случува со Христијан Мицкоски. Во моментот кога заврши конгресот во Кавадарци, кога сите изнапиша, кога сите испостира како се сликале со Мицкоски, како им било чест, како им било гордост, дека биле присутни на конгресот и се сретнале, се поздравиле или гласале за човекот кој е воскреснал ВМРО ДПМН, имало 10 луѓе кои гласале против Мицкоски. Мислам дека сега Мицкоски треси и бара кои се тие 10 луѓе што имаат гласано против него, бидејќи тоа покажува еден висок ниво на непочитување на човекот кој има воскреснато ВМРО ДПМН. Во тој момент почнуваат веќе лоби групите во ВМРО ДПМН да размислуваат кој некаде крајот на 2029 година, ако Мицкоски издржи начело на ВМРО ДПМН до 2029 година, бидејќи јас цело време сметам дека тој сега да му понуда да биде председател на државата, да може да замени од премиерската функција, не Бранко Црвенковски кој чекаше 2 години, тој веднаш би заминал, бидејќи тој сега е, што би рекол Лјупчо Георгиевски, средно богат бизнисмен. Тоа е една од карактеристиките на овие што се лидери на ВМРО ДПМН. И кога вие ќе станете средно богат бизнисмен, ќе носите саати, ќе имате куќи, убаво ќе се облекувате, ќе имате мали бизниси, тогаш вие ќе сакате да ги уживате придобивките на тоа што сте средно богат бизнисмен. Тоа многу полесно ќе оправите како председател на државата, ќе живеете наводно, децата нема да ви се разболуваат од бронхитис, чист воздух во ова загадено Скопје, како што е сега последните денови, и немате да имате никаква одговорност. Ќе глумите Гордана Селјановска Давкова, ќе се појавувате на некои настани, ќе се смешкате и не мора да се појавувате. Дали ќе се појавите или нема да се појавите, ниту нешто ќе направите, ниту нешто ќе помогнете, ниту пак нешто ќе одмогнете. Но во тој момент, кога почна да се разговара за нови 4 години на Мицкоски и веќе од неделата, значи еден ден после конгресот, почна обројчаникот да брои како ќе истече тамо некаде 2029 година, структури, лоби, групи во ВМРО ДПМН почнуваат да размислуваат кој ќе биде наследникот на Христијан Мицкоски. Да не се случеше кочени. Панче Тошковски ќе беше еден од најсериозните кандидати да го заменат Христијан Мицкоски. Сега со сите тие афери, сите хавари, карамболи, погрешни политички проценки, Панче Тошковски не е во редот на фаворити. Тој би бил среќен ако може со реконструкцијата да остане министар за внатрешни работи. Значи не да се качи повисоко во херархија, туку да остане министар за внатрешни работи. Некое средно решение да биде министар за правда, некое минимално решение, но сепак некакво решение да биде амбасадор на Република Македонија, например во Република Србија. Се под тоа би бил тежок политички пораз или тешка политичка хаварија на Панче Тошковски. Значи Панче Тошковски, кој беше најсериозен кандидат, тој е сепак човекот кој преку новиот статут на ВМРО ДПМН прв го промовираше ВМРО-ското прифаќање на името Република Северна Македонија, и ако беше прв кој го имаше промовирано или прифатено на мала врата името Република Северна Македонија, зашто тој да не беше првиот кој на мала врата ќе ја прифатеше реалноста дека некој друг го има избоксирано францускиот предлог и тие уставни измени, бидејќи се неминовност, некој друг тоа го има направено, тоа е СДСМ и структурата на ДУИ на СДСМ, тој тоа мора да го прифати, бидејќи тоа е политичка неминовност. Така што Панче Тошковски веќе има некаква надолна, сериозна надолна линија во неговата политичка кариера. Градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски лето го снема. Го нема Орце Георгиевски. Чисти 2, чисти 3 дена се умори човекот, тие не се научени да работат, знаете. Едно е да сте постојано под рефлекторите на јавноста, под лупата на јавноста, под интерес на јавноста, второ да бидете заштитен како бела мечка, например, во кисела вода. Ке направите еден крст, ке направите една црква, со тоа се фалите 1 или 2 месеци, присутни сте на социјалните мрежи во моментот кога вие мора да работите. Да чистите ѓубре, ѓубре не се чисти еднаш месечно, се чисти 2 пати дневно. И најтешка функција во Република Македонија е да бидете градоначалник на Скопје. Трифон Костовски тоа најдобро ќе ви го кажи. С феноменален рейтинг, рейтинг повисок од 50%, да се кандидираше на изборите 2004 година, мислам дека ќе го поразеше Бранко Црвенковски на тие претседателски избори. Тогаш Сашо Кедев трчаше против Бранко Црвенковски, значи нема потешка функција од градоначалник на Скопје. Ниту може да го исчистите Скопје, ниту има премногу пари за да може да натрупате богатство, а секогаш политичките структури, чите лидерите на политичките партии ќе ве гледат како потенцијална закана за нивната лидерска позиција. Како почнува процесот на заменување на Зоран Заев од СДСМ, така што прави се Петре Шилегов да ги изгуби изборите 2021 година. Така што Орце Георгиевски, ако нешто драматично не смени во неговиот концепт
и модел на политичко делување, не може да биде сериозен кандидат за наследник на Христијан Мицкоски. Тимчо Муцунски се изгуби. Едноставно, без мирис, без боја, без ништо. И го имате Александар Николовски. Мислам дека клучниот проблем кај Александар Николовски е да направи точна проценка дали во наводници ќе се пазари, ќе се врзува со Никола Груевски да го смени Христијан Мицкоски, или е многу комотен, многу безбеден во комуникација со Христијан Мицкоски, задоволен е да биде човек број 2 и стрпливо да ја чека својата шанса и не би рискирал никаков пакт со Никола Груевски за да го смени Христијан Мицкоски. Што рече, во моментот му одговара некакво триење, ако такво постои помеѓу Мицкоски и Груевски, тој да ги спојува Мицкоски и Груевски, а не да зазема страна на Мицкоски или на Груевски во конфликтот со Мицкоски или со Груевски. Така што тоа се 4 или 5 структури. Не верувам дека некое друго име, освен ова министар на информатичко општество, бидејќи зад него стои една сериозна ДБК, да не речеме една сериозна удбашка структура, дел на бизнис структура, дел на некакви релации со Американската амбасада, иако таа Американска амбасада сега е важна во Република Македонија како ланскиот снег, тоа се 4 или 5 играчи. Си ми се чини дека по заменување на човекот број 1 или лидерот, политичарот број 1 во МРДПМ, него ќе наследи политичарот број 2, ако не направи некое сериозно промашување. Тоа се 4 или 5 клана, всушност нема кланови. Тоа се разбиени на мали групи, на мали кнежества и така натаму и така натаму, и секој трупа, секој работи, секој нешто прави, бидејќи треба да се обезбедат како мравките за зимските денови. Додека штурците свират, прават и не се обезбедуваат, мравките си трупат, си стават зрна на жито и се обезбедуваат кога ќе дојде зима, тогаш нема да бидат гладни. Кога вие не сте гладни, туку сте сити, тогаш можете и да размислувате за лидер на ВМРО, бидејќи гладен човек не размислува за големи идеи. Јас секогаш мислам и го прифаќам ставот дека колку повеќе човек се фали, толку е поблиску до крајот на неговата кариера. Колку повеќе има за фалење, а е отпорен да се фали, толку е се уште гладен за нови успеси, нови постигнувања, нови работи со кои ќе ја збогати својата кариера. И тоа мора малку да се пофалам во ова политичка анализа. Една година ви кажувам дека ребусот на политичките разврски е јавниот обвинител во Република Македонија Љупчо Коцевски. Прво му беше изгласана интерпелација во собранието на Република Македонија. Тоа не го поднесува, или таа интерпелација не ја поднесува ВМРО-ДПМН, туку ја поднесува Димитар Апасиев и партијата Левица. И тоа ми остава простор да се сомнам дека таа партија е одреден производ од чинелот на Никола Груевски и се доека жив Никола Груевски и начело на таа партија Димитар Апасиев, таа партија ќе треба да со едно око гледа кон Никола Груевски, со другото око гледа кон Сашо Мјалков. И денеска имате изгласување недоверба во владата на Република Македонија, исто така за Љупчо Коцевски. И тоа не ја решава целата ситуација, бидејќи за да биде разрешен јавниот обвинител, треба мнозинство на гласови во Советот на обвинители на Република Македонија да му изгласат. Некаде почетокот на април, тамо било 6:3, значи тројца биле против Љупчо Коцевски, 6 биле за останување, односно не сменување на Љупчо Коцевски. Но поентата е дека преку Љупчо Коцевски, всушност зад сцената, зад завесата, се води битка за контрола на Христијан Мицкоски. Две сериозни структури, и двете во одредени временски периоди повеќе или помалку учествувале во носење на Мицкоски начело на ВМРО-ДПМН, зачувување на Мицкоски начело на ВМРО-ДПМН, па дури помагање на Мицкоски да победи на парламентарните избори и да дојде начело на македонската влада. Едната структура е Будимпешта, чите Никола Груевски, втората структура е Муртино или Струмица, чите и Зоран Заев. Минатата недела имавте Facebook кореспонденција, Facebook препукување или Facebook конфронтирање помеѓу Никола Груевски и помеѓу Зоран Заев. Никола Груевски излезе со сериозни обвинувања дека Зоран Заев во Дубај градел некои згради, градел во Таџикистан, во наводници купувал и препродавал руско железо. Излезе Зоран Заев и го обвини Никола Груевски дека треба да се врати, или му порача на Груевски да се врати во Република Македонија, да ја отслужи казната, а не да бега како бегалец или мигрант од Република Македонија, нели со порака дека русите ништо не би му дале на Зоран Заев, бидејќи тој води антируска политика, води прозападна политика во Република Македонија и русите не би му дале, што се вели, ниту грип, ниту вироза, ниту корона, бидејќи Зоран Заев бил осведочен противник, непријател на руските интереси. Враќа Никола Груевски дека ништо русите не му дават, туку тој купува руско железо. Русите не знаат која е фирмата зад која стои Зоран Заев, дека имал инвестирано во некои авиокомпании во Индија, дека градал и така натаму и така натаму.
И кажа што има да кажат. Ние слатевме дека станува збор за луѓе кои располагаат со многу пари. Дали тие ги заработиле како премиери, дали ги заработиле како министер за финансии, градоначалник на Струмица, дали се родени со пари и богати, тоа не кажа, меѓутоа од тоа што беше кажано, ние разбираме, сваќаме дека тоа не се средно богати бизнисмени, туку дека тоа се сериозно богати бизнисмени кои претходно биле премиери на Република Македонија. И излегува СДСМ со одредени афери кои име дали ќе можеме тоа да го изанализираме во емисија за мигрантската криза, дали мигранти ќе доаѓаат или нема доаѓаат во Република Македонија, биќе веќе сме некоја 27-28 минута, или тоа ќе го направиме идниот вторник, меѓутоа таа е тема која треба да биде реализирана или која треба да биде анализирана во овие вонредни политички анализи. И под број 2 почнува да се најавуваат и да се отварат во наводници одредени афери. Тоа што до пред 10 дена се даваше на порталите или на удбашките порталчиња под контрола на СДСМ и под контрола на ДУИ, сега СДСМ реши да не им го дава на тие портали, туку сам да го каже на одредени пресконференции. Имаше тик-так, нели, да има одредено реминисцен, да има одредено сеќавање на бомбите на Зоран Заев и вистината за Македонија од 2015 година. На тој начин, тоа јас така го читам, Зоран Заев му испраќа порака на Христијан Мицкоски. Има бомби за тебе. Ако влезеш во процес на менување на Лјупчо Коцевски. И тоа се лајалови закани. Знаете, ниту бомбите можат нешто да направат, ниту може да се користат. Времето на Лјупчо Палевски Палчо заврши, кога некој ќе се заканува, кога некој ќе објавува бомби, иако некакви бомби беа објавени на YouTube во изминатите 30 дена од играчи кои учествува во формирањето на партијата на Лјупчо Палевски Палчо. Меѓутоа, пораката на Заев до Христијан Мицкоски беше еклатантна, знаете, и тоа е испратена преку Венко Филипче. Ако влезеш во процес на менување на Лјупчо Коцевски, а во фјоката на претходникот на Лјупчо Коцевски беа одредени предмети кои се чува во фјока, дел за Филипче, дел за кланот Струмички, така натаму, и ако таа рамнотежа која е воспоставена, а цената на таа рамнотежа е драматично рушење на изборните резултати на СДСМ. Значи, имате дупло голо, намалување на изборен резултат на СДСМ, смена на Лјупчо Коцевски и вадење од фјока на предметите кои ги криеше претходникот, а веројатно и самиот Лјупчо Коцевски, тоа нарушува драматично нарушува рамнотежата помеѓу кланот Струмица преку Венко Филипче СДСМ и Христијан Мицкоски. И се јавува Никола Груевски кој му испраќа исто порака на Христијан Мицкоски. Мора да бидат направени уставните измени. Не може, или освен уставните измени, треба да биде смената, да бидат направени промените во јавното обвинителство и судството во Република Македонија, бидејќи структурите на Никола Груевски всушност после победата на парламентарните избори минатата година, кога Македонија беше ослободена од Али Ахмети Дуи, 2025 година требаше да искористена Македонија да биде ослободена од судството и обвинителството, и кога ќе биде ослободена од судството и обвинителството, нели ќе паднат сите предмети кои се водат против Никола Груевски. И кога во една точка тој Христијан Мицкоски се пресметуваат Никола Груевски и Зоран Заев, тоа значи драматично тектонско ферментирање под површината. Како тоа ќе заврши? Па, може да заврши така што Мицкоски ќе мора да избери една страна. Дали Заев или Груевски. Во оној момент, кога вие ќе изберите една страна, почнувате да се трошите, бидејќи во овие неколку години, посебно од кога станува премиер на македонската влада, Мицкоски не е донесен до зид да мора нешто да прави, да мора нешто да избира, да прави или да не прави уставни измени, да се конфронтира или да го напаѓа меѓународната заедница, да мора да прави одредени промени или смени во судството и обвинителството, да одлучи дали ќе биде против Заев или ќе биде против Никола Груевски. И ако сите тие структури учествувале во негово носење на власт, сега завршува медениот месец на Христијан Мицкоски, тој ќе мора да донесе одредена одлука. Во момент кога ќе дојдете во ситуација да донесете одредена одлука, вие нешто губите, нешто добивате. Но како и да е, ви се нарушува хармонијата, ви се нарушува рамнотежата, и од тука натаму ништо нема да биде како што беше досега. Веќе 30 минути трае ова анализа, сепак за мигрантите ќе направиме наредниот вторник. Тоа е тема. Знаете, тоа е тема која требаше досега да биде присутна. Ние веќе ги имаме мигрантите, не од Велика Британија. Имаме други мигранти од други држави. Па излезете надвор, прошетајте по шопинг моловите, прошетајте по овие фитнес центри, прошетајте било каде во градот Скопје, во Штип, вие ќе ги видите тие мигранти. Организирано се донесени во Република Македонија. Меѓутоа никој не разговара, никој не дебатира за тоа.
се фатија за одредени мигранти кои всушност треба да му помогнат на Венко Филипче да остане на чело на СДСМ. Милите, преспа 18 месеци, ништо не збореа, ништо не правеа 18 месеци и одеднаш кога имат 124.000 гласови, прво прогласија победа на изборите, зошто бидејќи помалку имале намалени бројки резултати во споредба со ВМРО-ДПМН, кога не им помина таа глупа идеја и таа глупа стратегија, сега почна на дневно ниво да вадат одредени афери, одредени пресконференции и да ја вадат темата мигранти. Темата мигранти наредниот вторник анализираме. Всушност тоа се две теми кои се доминантни, например, за Доналд Трамп. Тоа се мигранти и имање или немање демократија во Европа. СДСМ влегува грлом во јагоде, што викаат србите, во тие две теми кои не се воопшто ниту левичарски, ниту либерални. Кој го турна Венко Филипче или возот на Венко Филипче во една таква тема? Човекот чекаше мигранти или дебатираше за мигранти од Лондон, замина за викендот или во текот на викендот во Лондон, мигрантите од Лондон во Македонија, Венко Филипче од Македонија во Лондон, и тоа е нашата политичка реалност. Исток не отпиша, Запад не запишува или обратно. Тоа е нашата модерна политичка анализа. Се гледаме во недела интервју со Денко Малевски. Пријатен вечер, Македонија.